Несаканите слики се повторуваат иако станува збор за коинциденција која е несразмерна по својот волумен. Различното толкување на правото и користењето на моќта сепак креира мачна слика за демократскиот амбиент. Вратата затворете ги оттамо. Нај смеш ова да го правиш, бе? Ке звонам на полиција да те пријавам, бе. Отвори! 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 Пушти камера, врата затворите. Кој ти дава право да ме заклучиш? Звоните на полиција, бе. Некам да чекам повеќе, да снимат и... Ајде, нека отворат, ајде. 38 присутни има, отворите врата. Може би секи се одвивало во друга насока и многу побрзо, доколку и улогите биле различни, а актерите свесни за собствената улога во општеството. Историјата не може да се менува и треба да користи како пример за подсетување на консеквенците кои ги предизвикува. И сега некој да како што прават шеги да каже, може требаше да некој избркавте Крсто Муковски, може би ќе ви отвореше вратата. Дава Џафери, нема да дозволи некој од Бела куќа или од Бел двор да му наредува како ќе се спроведува собранието. Сепак впечатокот за големината на партијата на која се реферира е неодмилнив, барем за нејзините членови. Нејасно е дали актуелните случувања предизвикуваат некој внатрешен конфликт, штом постојат јасни сведоштва за проблемите меѓу две струи во Белата палата. Прв пат во историјата, извинете, не знам Вацу, ама прв пат откако сум активен во политика, нема комуникација помеѓу ВМРО и ДПМН, двете најголеми политички партии во Република Македонија. За две толку големи партии не би требало да биде својствено да претеруваат. Затоа веројатно од сегашна дистанца изгледаат толку мали и беззначајни. Тогаш крупните и сериозни забелешки за нечие предпоставено поведение во Цариград. Дали за време на посетата Зоран Заев ја повторил својата понуда за мито за Вселенскиот патриарх, која што ја дискутираше со лажниот Порошенко по телефон. Руските пранкери не успеа да ги попречат процесите, но емоциите кои ги предизвикуваат политиките кои нив ги стимулираат, успешно си наоѓаат поволно тло. По такво влијание не може ни да се очекува ништо друго освен хипотеза за тоа што би се случило доколку нивниот концепт би се реализира. Ако наместо Садам Хусейн и Гадафи беа обесени еден Обама или Клинтон или Буш, па денес немаше да имаме војна во Украина. Нека ми простат, ама така е. И на крајот, кој мисли да простува, нека прости. Но кога љубовта е толку голема, мора и помалку да се измислува. Пази, филмот на кој се навлече целен век човештвото, филмот потекнува од руски Мандельштајн. Подвижните слики потекнуваат од француска глава, а навлечен на нив станал летонецот Сергеј Езенштајн, чиј татко имал германско, а мајка му потекло од шведска. Но тоа не значи дека не треба да се погледне неговиот легендарен крстосувач Потемкин.